Во Велес долги години царувал еден занает, а тоа е преработката на дрвото. Имено Велес и неговата околина порано била окружена со големи шуми. Неверојатно, но од секогаш дрводелството била гранка која била тука запоставена. Истражувајќи ја токму оваа дејност, дознаваме дека во Велес имало добри мајстори за чатија, за дограма, за маси и столици, за куќен намештај, што би рекле тишлери, дурмаџи, столари. Дрвата од околните ридови се користеле за градба на куќи, за огрев, за правење на гемии, мостови и цркви. Податоците дека околните велешки ридови биле богати со шума се точни, но неконтролираното сечење довело до уништување на шумата и ридовите останале голи. Се променила и климата. Некои патеписци и намерници Велес го доживувале како гранитен котел во кој градот се врие на 40 степени во лето и градот е опкружен со ридови на кои во зима навејуваат големи осипи снег, а ветерот ви ги мрзне коските. На што уште друго работите и кој е вашиот интерес кој што е поврзан со Велес? Значи, започнав како страстен собирач на фотографиите на Стар Велес. Некаде според моја слободна проценка во својата архива имам преку 600 фотографии на Велес од разни периоди, од најстарите фотографии па се до некаде крајот на Втората светска војна и понатаму овие понови, да речем, од изградбата на Велес и така. Во главном, освен тоа ги запишувам, значи, ги собирам старите приказни на Велес, дали се работи за некои случувања, се работи за објекти, се работи за луѓе кои живееле, кои биле дел од историјата на Велес, а сега во поново време ги обработувам, односно ги собрав во една книга која е веќе на прагот на издавањето. Освен тоа, на некој начин започнав и со пишување на драмски текстови, односно сценарија за неколку драми, заедно со мојата добра пријателка и колешка Весна Димитровска, направивме една драма која се играеше минатата година во склоп на проектот Велес град на културата. 12 пати ја изигравме, значи, во Велес. Драмата се викаше Мозаикот наречен Велес. На некој начин Весна ме поттикна, ме мотивираше и ме натера да напишам едно сценарио составено од 9 приказни за град Велес, така да таа ја склопи во една драма и нејзин дечките, младинците од драмското студио Словото ја изигра, велам, 12 пати. Тоа е доста добро во однос на аматеризмот со кој почнавме, со еуфоријата, и на крај испадна драмата добро. Исто така напишев и некои драмски текстови, односно драматизации за повеќе настани во Велес, поврзани со историјата на Велес. Исто така, моите цртежи веќе се познати, ги има и во велешките доми, меѓутоа многу има испаднато и надвор од Велес и надвор од Македонија, по сите европски држави, Канада, САД, така натаму. Еве веќе 13-14 години скоро. Значи ги слеа во една книга, која исто така ќе наречем Мозаикот на Велес или старите фотографии на Велес, работниот наслов. Така да низ призмата на фотографијата сакам да раскажем историјата на Велес, односно да ги потенцирам тие настани што се поврзани со фотографиите, со старите фотографии. Некаде ќе објасниме, некаде ќе прикажеме нешто ново, некои нови моменти, оние што ги знаеме или не ги знаеме, да се подсетиме на некои настани од велешката историја, и сето тоа ќе биде, значи, направено преку старите фотографии. Вие исто така ја обелоденивте и приказната за Питата Пастрамалија и за гемијата. Дали ќе може да ми кажете нешто повеќе за тоа? Да. Некако почетоците на овие мои
да речем, пишувања се слеја некако точно со тој период кога прво Велешката пастармалија доживуваше една, да речем, настан од питијадата, доживуваше една прекретница кога веќе општина Велес започна масовно да ја промовира како еден така настан и така да во тоа време ми дојде во раците еден документ, турски документ, едно писмо на еден турски висок офицер во кое тој опишува еден историски настан што се одвивал во Велес во средината на 19 век, значи се однесува за Ахмет Паша, главниот би рекол полицаец во тогашна Румелија со седиште во манастир, односно во Битола, и тоа што бил повикан односно бил испратен во Велес да проследи еден настан што во велешката историја е познат како протерувањето на грекоманот, грчкиот владика Антим од Велешката епархија. Велешани се кренале на своевиден бунт против грекоманот кој освен алчноста покушал да ги на некој начин да ги елинизира велешаните, значи своите проповеди ги држал исклучио на грчки јазик, па велешани се побуниле и историски гледано дури дошло значи до ушите на портата во Истанбул. Тоа велешани поднеле една своја петиција во која се потпишале околу 70 значи домаќини, врвни трговци, интелектуалци во тогашно време, и тие барале смена на тој владик. Меѓутоа владиката од своја страна па превзел некои мерки и така дошло до една ситуација да во Истанбул се прочула веста дека во Велес се спрема восстание против султанот. За таа цел, за да се проверат тие наводи, бил испратен Ахмет Паша. Тој дошол со својата војска, односно со своите запти, некаде околу 1500 коњаници. Во Велес ја исследил работата, испитал што станува, значи во Велес видел дека всушност никаква буна против султанот нема, туку буната е точно против владиката. И на некој начин посредувал владиката да се расчини и велешани тој е првиот владика што бил избричен, му ја соблекле мантијата и го пуштиле така да си оди надвор од Велес. Значи, тоа се историски моменти, меѓутоа интересно е што на крајот, кога давал извештај во Истанбул, Ахмет Паша напишал едно писмо во кое кажува дека кога дошол во Велес, велешани значи многу лесно, брзо се снашле со искраната на војската турска, но тогаш турската војска била така поставена каде што ќе дошла, градот си ја презимал грижата за незината искрана, односно за ранењето на војската. Па велешани кажува дека направиле едно јадење кое изгледало така и така, било со јајца, било со пастрма и дека многу било вкусно. Значи тој во ствари 1869 година за прв пат во еден пишан документ потенцирал, односно ја на некој начин го кажал рецептот, односно ја представил Велешката пита пастармалија. Нека извина другите, значи градови што претендираа за некоја пастармалија, пита пастармалија, меѓутоа едина пита пастармалија во тоа време била Велешката. Велешката пита пастармалија била позната и опишена дури во документите во Истанбул. Што се однесува за моите други истражувања, едно од поголемите, позначајните истражувања се однесува за Велешката гемија. Значи, многу одамна слушав приказни за Велешката гемија, меѓутоа
Многу малку документи всушност има кај нас, постојат кај нас, кои обелодонуваат некои моменти за таа велешка гемија. Ние слушавме, а не знаевме. Мислеа долго време многу луѓе дека гемијата е всушност еден сплав направен од балвани и така натаму. Тоа беше некое вкоренато мислење, меѓутоа кога на крај крајови дојдов до фотографии на таа гемија, значи видов дека во ствари таа велешка гемија е брод. И само име геми означува мало бродче на турско, геми означува мал брод. И во 1914 година првата фотографија што најдов прикажува француски војници како на такво бродче, односно на гемија, се профулуваат преку Вардар. Значи тоа е еден момент кога за прв пат ја видов гемијата како изгледа. Тоа е од вестникот Либерасион, мислам. За прв пат беше представена гемијата како објект. После по тие сите истражувања, прашувања, приказни што ги собрав, на крај најдов сосема случајно на еден велешенец, мој пријател, ќе го кажам, Сашко Ванов, и тој покрај другите работи спомнавме некои работи, стари фотографии, и тој ми рече дека има некоја фотографија да им покаже, и на таа фотографија за прв пат ја видов. Таа беше извонредно зачувана фотографија, извонредно направена фотографија, во целост беше, можевме да видиме убаво велешката гемија. На таа гемија беа неговите, да речем, неговата баба, позната учителка од Велес, и беше исто така и неговиот дедо, односно нејзиниот брат, познатиот велешки музичар Живко Фирфов. Тој беше тогаш млад човек, со качка, со тамбура во раците, и на таа гемија, како што ми беше кажано, дека тие заминуваат на некој излет на тогаш популарниот, тоа е некаде 20-тите години на минатиот век, околу 1922-5 година. Значи, во тој период заминуваат на излет точно на Ѓурѓовден. Тоа се славел како празник, односно како на излет се одало буквално на празникот Ѓурѓовден. И тие едно друштво собрани, велешени, одат на Ѓурѓовден. Потоа таа гемија ја реконструирав со помош на некои луѓе, пријатели. Добивме, значи, спрема фотографијата, спрема тие параметри со однос, и можевме да ја реконструираме гемијата. Прва работа што беше, значи направивме една симулација, една макета, потоа со тие димензии таа макета, заедно со велешките, да речем, гемиџи, односно велешката граѓанска асоциација Велешка регата гемиџи, направивме една добра работа, направивме една реплика на велешката гемија, која пред 2 години, односно во 2014 година, за прв пат беше пуштена по реката Вардар. Иначе гемијата направи мајстор Стево Коневски, ќе го кажеме човекот, еден исто така влюбеник во гемиите, во бродовите, мајстор тишлер, столар, долгогодишен, вработен во основното училиште Кирил Методи во Велес. И тој ни помогна, односно ја направи гемијата во некоја димензија, во некој сооднос, да може слободно да помине низ сите места на Вардар. Беше најголемиот проблем да се направи, значи да помине во еден тесен премин во Демир Капија, пошто ми кажа дека има еден мост таму струшен во водата, железен мост, и мораше да се направат димензиите за да може околу 2,5 метра да биде максимум ширина, за да може гемијата да помине таму. И така ја концептиравме, ја направивме гемијата, и таа 2014 година за прв пат, значи, помина низ Вардар, дојде в Ѓелија, успешно, дори ми кажа дека многу лесно
била да се управува, значи луѓето, поготоа мојот пријател Владо, кој управува со гемијата, тој ми рече дека многу лесно, многу едноставно се управува со гемијата, иако таа тежи скоро 1 тон. Значи, масивна е голема, меѓутоа од фотографиите што можете да ги видите таму, 10 луѓе комотно седат и се возат, односно пловат по Вардар. Така што ланската година и оваа година сега, 2015 година, гемијата непречено без никакви инциденти, без никакви проблеми го помина патот до Ѓевѓелија. Минатата година, 2015 година, беше за прв пат, значи имаше посади во таа велешка регата од Бугарија, од Црвениот крст на Бугарија. Исто така имаше и извидничкиот одрт од Шабац, од Ниш, мислам дека беа дечкиве. Па потоа тие не поканија на Шабачката регата, таму се потпише еден договор за соработка меѓу двете регати. И оваа година сега нареднава, 2016, сакаме да ја дадеме малку поголем публицитет меѓународен, односно повикани се екипи од Бугарија, од Србија, Црна Гора, од Босна ќе дојдат, предпоставувам би можело Турција и од Унгарија, да видиме дали ќе ни се оствари тоа. И сакаме таа велешка регата да ја промовираме како една не само спортска, а една меѓународна регата со динамички карактер, значи тоа ќе биде една регата што ќе се одвива по целото течение на реката Вардар до Ѓевѓелија, значи се учество на тие повеќе општини што гравитираат по течението на реката Вардар, тоа е Градско, потоа Неготино, Демиркапија, Ѓевѓелија, значи сите да земат едно учество и таа регата да премине веќе да добие некој меѓународен карактер. Понатаму што се однесува до таа регата, ќе открием уште една работа. Значи, во некое си така предвидување сме, нареднава година да се направи едно место во центарот на Велес, значи да се изгради една конструкција која ќе биде сушност и заштита на гемијата, односно гемијата да биде поставена да може секој посетител на градот Велеса и Велешани да може да ја видат, да прочитаат нешто, да ги видат старите фотографии, да дознаат нешто за историјата на таа гемија и да биде тоа едно репрезентативно место, а исто така се потрудивме да направиме и една песна, односно да обновиме една стара народна песна, да ја препееме заедно со мојот пријател, познатиот велешки музичар Крсто Жгуров. Потоа уште неколку умина пријатели се приклучија, ние веќе направивме една демо снимка на таа своевидна химна што ќе биде на регатата. Па да видиме, до година ќе ја промовираме, 2016 година би требало таа песна да биде промовирана, да биде, значи имаме само демо снимка, меѓутоа ќе направиме и една студиска снимка, така да мислам дека ќе биде препознатив еден лајт мотив на таа манифестација и таа манифестација ќе ја движиме во некоја насока на проширување, односно на привлекување на туристи, на екипи кои би дошле тука чисто од некои си така спортски мотиви кои ќе сакаат да го минат течението на реката Вардар во таа регата и да биде што помасован и туристички некој аспект да добие, некој туризам да развиеме општина Велес и преку тој сегмент, значи преку таа манифестација. Постојат податоци дека иридот гроот, турски грохот, бил густо насаден со дебела дабова шума, но 500 години експлоатација не оставила ништо освен насадите со мигдали и овошни дрвја. Според турски извори од местноста Брца се добивале големи количини дуњи со одличен квалитет, од кои добар дел се извезувале дури и во Истанбул.
Друг препознатлив занает е кожарството, преработка на кожа или ќурчиството како го нарекувале. Обработката на кожа е еден од најстарите занаети, а Велишани биле големи мајстори за правење сахтијан и други производи од кожа. Покасно, ќурчиството од занает преминало и во индустријска гранка и тоа е единствен занает кој континуирано живее и обстојува во градот до денес.